Дали некогаш сте имале чувство дека штом ќе купите некоја криптовалута, пазарот едноставно престанува да се движи? Фрустрирачки е да гледате како цената се движи во тесен круг со денови или недели. Но што ако ви кажам дека тоа не е случајност, туку дека тоа е природната состојба на пазарот? Денес ќе анализираме зошто криптопазарите трошат многу повеќе време во така наречениот ренџинг или странично движење отколку во јасен тренд и како вие да го искористите тоа за да не губите пари додека чекате. Пазарот во основа е борба помеѓу купувачите и продавачите. Јасен тренд се случува само кога едната страна целосно ќе надвладее другата, но поголемиот дел од времето пазарот е во фаза на рамнотежа или еквилибриум. Институциите и големите играчи, односно китови, не купуваат се одеднаш. Тие ги користат овие периоди на стагнација за да акумулираат позиции без да ја кренат цената премногу рано. Можете да го замислите овој период како полнење на батериите. Колку подолго пазарот мирува во една зона, толку поексплозивен ќе биде следниот голем потек. Зошто пазарот не се движи постојано во една насока? Одговорот е ликвидност. За цената да се придвижи од точка А до точка Б, пазарот мора да ги абсорбира или да ги исчисти сите налози што стојат на патот. Ако нема доволно агресивни купувачи или продавачи за да го турнат пазарот, цената едноставно ќе се врати таму каде што има најмногу волуме. Исто така и психологијата игра огромна улога. Повеќето аматерски трейдери паничат и ќе продадат на дното кога цената стагнира, а потоа поради страв дека ќе задоцнат, купуваат на самиот врв кога ќе почне еуфоријата. Токму тоа ги држи овие зони активни додека паметните пари не одлучат дека е време за пробој. Најголемата грешка што ја прават трейдерите е што се обидуваат на сила да најдат тренд таму каде што го нема. Тоа води до често активирање на вашиот стоп лос и мали, но чести загуби. Клучот е да научите да препознаете кога пазарот е во фаза на акумулација. Наместо да влегувате во средината на тој круг, каде цената шета горе-долу, чекајте го вистинскиот момент или тргувајте на самите рабови на канал. И запомнете, трпението на пазарот се плаќа многу повеќе од самата интелигенција. Ренџингот не е досаден, туку е подготовка за следниот голем потек. Ако научите да го почитувате овој циклус, ќе бидете далеку пред останатите 90% од трейдерите. Што мислите вие? Дали биткоин моментално е во рендж или се подготвува за брекаут? Пишете ни подолу во коментар и не заборавајте да кликнете лайк и да се претплатите на овој канал.